Општина Кочани ќе продолжи да покрива дел од долговите на училиштата за да спречи блокирање на нивните банкарски сметки и да обезбеди непречено функционирање и реализирање на наставниот процес. Според најновата предлог одлука се предвидува од буџетската сметка на локалната самоуправа да се издвојат 1 милион денари за плаќање на натрупаните фактури во основното училиште Никола Карев, а што не биле навремено плаќани во изминатите неколку години. Сумата представува дополнување на редовната блок дотација, што образовната установа ја добива секој месец за покривање на трошоците од работењето. Со тоа, барем до некаде ќе се намали долгот на ово училиште, чиј вкупен износ изнесува близу 4,5 милиони денари, од кои скоро целата сума е кон добавувачот Автоатом за превоз на учениците. Предлог одлуката треба да добие и согласност од Советот на општината, пошто парите ќе можат да се трансферираат на сметката на училиштето. Инаку, пред неколку дена општина Кочани во договор со Автоатом исплати 1,5 милион денари како краткорочно подмирување на долгот на училиштата, чија вкупна висина изнесува 34 милиони денари. Со тоа беше овозможено деблокирање на училишните сметки, главно на средното општинско училиште Гошо Викентиев и на основното Никола Карев.